Сонце на дланките. Топол пролетен ден. Природата полека ја менува својата руба. Зазеленуваат лисијата на дрвијата во градскиот парк. Пазарен ден. Врвулица од народ на улиците во градот. И таат вредните домаќини, што порано да испазаруваат и да се вратат дома да го подготват ручекот. Но денес е и ден за исплата на пензиите. Пред сите шалтери во поштата, редици. Чекаат пензионерите да си го подигнат пензиите, да си ги платат сметките и при тоа да си разменат по некој збор. Зорица седеше пред поштата. Во едната рака држеше кафе, а другата ја пружеше напред. Како да сакаше да го повика сонцето и да му ја даде својата дланка, за да се одмори на неа. Погледот често и бегаше кон градскиот парк, каде имаше многу дечиња. Трчаа малите ноџиња од една до друга лулашка, се искачуваа на металното вовче, се спуштаа по лизгалката на песокот пред неа. Некој ќе паднеше, но набрзо стануваше и пак со трчање кон новиот детски реквизит. Две момчиња, малку повозрасни од оние на лулашките, играат топка. Од време на време топката ќе им побегнеше на зелената трева, а луѓето што седеа во паркот им ја враќаа назад. Одеднаш, едното од нив посилно ја шутна топката и таа најпрво со вртежи се задржа на бедемот, а потоа се најде во водите на реката. Зорица посака да скокне и да им ја врати топката на дечињата, за да ги спречи да не влегуваат во реката. Но не можеше. Нозете не ја послушаа. Нозете не ја слушаа од денот кога пред 15 години на пешачкиот премин ја удри едно возило. Пијаниот возач со голема брзина налета на неа и по 50 на метри успеа да го запре возилото и да се врати кај неа. Почна да ја крева и да ја моли. Ајде стани! Нели не ти е ништо? Ајде, јас ке те однесам во болница. Побрзај, дури не дошла полицијата. Ке ми ја земат возачката дозвола. Таа не можеше да изусти ни збор. И се матеше во главата и се онесвести. Кога се освести ги виде родителите застанати над неа. Лежеше во широкиот болнички кревет. Од нивните погледи узна дека ситуацијата е многу тешка. И не се излажа. Од повредите на рбетот не можеше да ги мрдне нозете. Се редеа клиники, Скопје, Белград, Русија. Докторите не можеа да сторат ништо. Семејството немаше финансиска моќ за други интервенции. Нејзините врсници повеќе пати организираа хуманитарни акции, но средствата беа незначителни. И не беше за чудење. Тоа беше време на транзиција, кога многу нивни родители ги изгубија работните места и одвај семејствата врзуваа крај со крај. По 5 години таа се помори со судбината и кажа стоп за понатамашно лекување. Стана вонреден ученик во средното електротехничко училиште, редовно ги полагаше испитите. Татко ја придружуваше на секој испит, носејќи ја на раце по скалилата во училиштето. Едно утро, кога требаше да полага матура, а татко ја ги испружи рацете да ја земе од инвалидската количка, нечии раце беа побрзи. Ја кренаа и ја внесоа во кабинетот.
Го погледна момчето што ја носеше и виде дека тоа е младиот професор Стојан, кој предаваше неколку сточени предмети во училиштето. Тој имаше прекрасни сини очи и руса коса. Едно праменче постојано му паѓаше на челото, а тој го подувнуваше. Живееја на иста улица, но таа не го познаваше. Ја положи матурата и по 6 месеци како лице со инвалидитет се вработи во поштата. Во малата канцеларија пристигнатите писма и пакети ги распоредуваше во поштенските факови или им ги даваше на поштарите. Работата не и беше тешка, но влегувањето во поштата и представуваше проблем. Татко ја донесуваше на работа, а по завршувањето на работното место и време колегите ѝ помагаа да дојде до инвалидската количка. А и Стојан знаеше почесто да се најде крај неа. Набрзо беше изградена специјална патека за влегување на лицата со инвалидски колички. Со Стојан и Сдруженијето на лица со телесен инвалидитет започнаа да испишуваат транспаренти и организираат протести пред институциите кои немаа пристапни патеки. Пишуваа барања, петиции, а бидејќи не можеа да се искачат кај градоначалникот од помош, им беа мобилните телефони и фејсбукот. Полека се будеше свеста кај одговорните лица. Речиси сите институции им станаа достапни. Но тоа беше само еден сегмент од она што требаше да се направи за овие лица. Со Стојан се гледаа секојдневно. Излегуваа на кафе, на концерт, на прошетки, надвор од градот. Тие беа влюбени еден во друг. Сврченичкиот прстен им блескаше на нејзината рака, а наскоро ќе се венчаат по градската црква. Таа седеше пред поштата и го допиваше кафето. Едната дланка ѝ стоеше испружена. Го чекаше сонцето на пладневната починка. Очите ѝ беа затворени. Одеднаш, во нејзината дланка се најде раката на Стојан. Таа ги отвори очите и нежно го помилува со погледот. Топлината на неговата дланка беше силна како топлината на сонцето, кое беше седнало над нивните глави и милно им се насмевнуваше. Напишано од Славица Цветкова. Публицист, поет, прозаист и драмски писател за деца и возрастни од Кочани. ЕСИ Радио, Скопје.